Уште само неколку сати неделата од светското првенство 2026 година кое што сите го чекавме. Оваа година ќе се одржува во Мексико, САД и Канада со проширен состав од 12 групи, секоја од нив по 4 презентации и нокаут фаза каде што 8-те најдобро пласирани репрезентации кои што ќе завршат на трето место ќе можат да поминат понатаму. Исто така направивме и наградна игра во Discord серверот каде што ќе имате линк подоле, може да се приклучите за тие што не се приклучиле. Сите тие што ќе погодите највеќе утакмици и соберете највеќе поени ќе си добиете една од трите награди кои што ќе бидат прикажани. А сега во ова видео да видиме според мене кои мислам дека ќе одат понатаму, односно ќе ги прогнозираме групните фази, нокаут фазите и финалните фази. Дали ќе успеам да го погодам шампионот, се надевам дека Аргентина оваа година нема да биде, затоа што од 1962 година никој не одбранил по втор пат титулата. Почнуваме со група А, тука ги имаме Мексико, Јужна Кореја, Чешка и Јужна Африка. Мексико му давам предност како домаќин затоа што ќе има малце притисок и мислам дека ќе заврши пред Кореја, но очекувам да биде тесна битката затоа што сепак Сон беше прогласен за најдобар играч во Премиер лига. За прво место е сепак ќе кажам Мексико, второ место е Јужна Кореја, мада мислам дека може и Кореја да биде прво место, но според рангирањето на FIFA World Cup, Мексико е на 15-то место, но тоа не мора ништо да значи, сепак Јужна Кореја е година се подобра. Помеѓу Чешка и Јужна Африка исто размислував, но Патрик Шик може да ги извади барем до трето место пред Јужна Африка. Јужна Африка има добра екипа, така што све очекуваме. Значи Чешка и Јужна Африка. Втора група. Група Б. Имаме Швајцарија, Канада, Катар и Босна. Босна како се пласираше, значи феноменално. Швајцарија, знаете дека не знам, прв надпревар ќе играат Босна со Канада. Тука ќе биде исто така многу интересно, но мислам дека Канада ќе го добие овој надпревар. Сега Швајцарија, не верувам дека некој од овие екипи може да победи Швајцарија. Може Канада да направи проблеми, но дефинитивно Швајцарија прво место. Босна ќе се бори за трето место, затоа што има квалитетна репрезентација. За второ и трето место Катар или Канада, Канада е малце подобра според мене фаворит. Катар ќе се бори со Босна за трето место. Очекувам Босна да извои трето место, а Катар четврто место. Бразил, Мароко, Шкотска и Хаити. Анчелоти има не довршен, можам да кажам, состав за ова светско првенство, со тоа што имаше доста повредени играчи, Неймар се повреди сега, а и малце одбраната некако ми е климава. Сепак мислам дека Бразил ќе освои групата, со Мароко ќе биде у тесна битка, или Бразил или Мароко ќе биде прво место или второ. Хаити го ставам на последно место, Шкотска е каде по соодветна екипа и мислам дека ќе иде Шкотска како трето пласирана. Група Д. САД исто ќе игра под притисок, затоа што исто се домакини. Заедно со Турција, мислам дека тоа беше третиот надпревар каде што ќе биде многу интересно. Очекувам да има и многу голови помеѓу Америка и Турција. Турција има исто така млади таленти, ги имаме Ѓулер, Австралија и Парагвај трето и четврто место тука негде. Значи Турција втора, Австралија трета, мислам дека и Парагвај, мада може и Австралија да биде четврта, Парагвај се исто така добри. Не, Австралија трета се. Германија, Еквадор сега кај Германија интересното што они два пати нели спаѓа од групи и мислам дека им дојде памет, составија сега добра репрезентација. Првиот надпревар го играат против Куракао, кој што очекувам да биде многу лесен надпревар за нив, така што Германија според мене ја освојуваат оваа група и идат на првото место. Тесна борба ќе има помеѓу брегот на слоновата коска и Еквадор. Знаеме дека у брегот на слоновата коска има доста таленти и го имаме Диоманде тука. Очекувам, што знам. Брегот на слоновата коска мислам дека ќе биде второ место. Од така некоја претпоставка, иако Еквадор е подобро мислам пласирано, да. Очекувам да изненади брегот на слоновата коска. Еквадор трето и четврто место кој да Куракао. Куракао дали ќе освои еден бот на ова се скоро. Холандија годинава е доста јака репрезентација, запамтете. А исто така Јапонија може да направи многу проблеми. Оваа група
е една од потешките групи каде што Холандија се надевам со затоа што има и добра одбрана и добар напад и очекувам да освои реално групата. Холандија заслужува да освои групата. Шведска сега интересно што преку дојде во ова светско првенство преку Лига нации. Дали ќе успее да обезбеди трето место сега ќе видиме. Но Јапонија има доста талентирани играчи, играат доста брз фудбал и мислам дека Јапонија ќе биде второ место. Шведска ќе биде трето место, најверојатно Тунис последно. Група Г, ги имаме Белгија, Иран, Египет и Нов Зеланд. Белгија според мене доста до сега промашуваше во групните фази, но очекувам оваа групна фаза да ја освои. Иран, Египет и Нов Зеланд ги имаме. Сега Иран исто така незгодна екипа. Египет го има Салах. Меѓутоа Нов Зеланд секако ќе биде последен, а од Иран и од Египет тука ќе биде тешка битка, нерешен резултат. Мислам дека Египет за нијанса е подобар од Иран и ќе оди втора, а Иран трето. Шпанија, Уругвај и ќе видиме тука оваа група. Исто така очекувам тензичен надпревар неизвесен на последниот надпревар помеѓу Шпанија и Уругвај, затоа што на крај играат Шпанија со Уругвај и тој надпревар ќе е пресуден за прво место, но се надевам дека Шпанија ќе освои групата, а Уругвај трето, Судиска Арабија Уругвај второ, Судиска Арабија трето и на последно место Кабо Верде, кое што ги викаат нив сините ајкули, има многу добар пролаз, завршија први на табелата, се пласира и на пријателската утакмица со Србија извадија 3-0 или 3-1 мислам беше. Но ова е светско првенство, сите влогови се тука, нема резервирање во групните фази, сите сакаат бодови и очекувам. Се надевам дека Кабо Верде нема да освои бод на ова светско. Може еден бод ќе освои нерешено ако освои со Судиска Арабија. Судиска Арабија исто така победи на првиот надпревар против Аргентина, минатото светско првенство, а Аргентина го освои светското првенство. Франција, Сенегал, Норвешка, Ирак. Тука ги имаме Норвешка која што ќе се бори со Сенегал и Франција ќе има проблеми со Сенегал, тука е мане. Гледавме во Афричкиот куп што се случи, каде што на продолжеци ја освоија титулата, па нели после тоа им ја зема. Франција прво место, Сенегал второ место. Мислам дека Сенегал за нијанса ќе биде подобро од Норвешка. Норвешка е добра репрезентација, но некако позади ми е многу климава. И Ирак на последно место. Ембапе исто така ќе брка највеќе голови, значи во ова светско надпреварување. Аргентина, Австрија, Алжир и Јордан. Аргентина се разбира прво место, Австрија се подобри од Алжир според мене и Јордан на последното место. Аргентина оваа година има доста шанси да одбрани титулата, но како што кажав и на почетокот, никој до сега нема одбранета титулата два пати од 1962 година, така да не очекувам и сега. Австрија и Алжир има доста млади таленти исто, ќе биде тешко Австрија со Алжир, но мислам дека за нијанси Австрија ќе иде понатаму. Ги имаме Португалија, Колумбија. Сега тука е многу интересно што Португалија е еден од фаворитите нели за четвртфиналињата, а се збори многу дека и може да го освои ова светско првенство, не пред се дека Роналдо игра таму, туку пред се дека оваа година стварно Португалија има доста хемија во составот. Сега дали ќе биде истрошена со да кажам понатаму нокаут фазите, затоа што реално Португалија според мене шампион оваа група. Колумбија тука не би требало да има проблем за Конго кој што секако мислам трети, Узбекистан последен. Англија, Хрватска, Панама и Гана. Англија мислам дека Хари Кейн ќе брка златната топка и на ова светско првенство ќе очекуваме многу од него, не смее да рискира. Хрватска со Лука Модрич кој што има наполнето 40 години, не знам колку ќе може да оди понатаму, но мислам дека ќе ги помине групните фази. Сега Гана очекувам да биде трето пласирана и Панама четврта. Сега треба да одбереме најдобри 8 пласирани кои што ќе мислам дека ќе одат понатаму. Тоа се според мене Еквадор, Норвешка,
кој може друг да оди? Босна, не знам дали ќе се излече годинава за трето пласиран. Алжир има доста многу добра репрезентација, како што реков. Австралија, што знам. Шкотска е тука. Колку направи 1, 2, 3, 4. Шкотска, Чешка, 5. Кој би можело друго да иде? Уште 3 ни фалат. Шведска, не знам дали ќе може да иде понатаму. Ќе се украстат таму многу лошо. Судиска Арабија, Конго, Босна. Босна не би требало да има. Тука може би дал предност на Австралија. Кој би можело? Босна не. Ај ќе кажеме Иран. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и уште 2 земји ни фалат. Ај ќе кажеме Гана и Шведска. Нокаутс. Германија, Шкотска. Германија, Шкотска, секако Германија идат понатаму. Франција, Шведска, Франција. Кореја со Канада. Кореја. Холандија, Мароко, Холандија. Колумбија со Хрватска. Ја би рекол Колумбија. Шпанија со Колумбија, Шпанија. Америка, Алжир. Тука би било интересно, ќе биде многу тесно, но сепак мислам дека Америка е многу подобра. Белгија, Чешка, Белгија се разбира. Бразил со Јапонија. Бразил треба да оди понатаму. Тука мислам дека Сенегал ќе иде, брегот на слоновата коска, реков е многу добра репрезентација, но Сенегал е исто така многу јака репрезентација. Мексико, Еквадор. Ова ќе биде многу интересно, ќе се игра на Мексико стадиум. Мексико оди како домаќин понатаму. Англија, Норвешка, се разбира, Англија е дефинитивно појака од Норвешка. Како што реков, Норвешка има добар напад, но слаба одбрана. Аргентина, Уругвај, Аргентина, Турција со Египет. Тука може да биде Египет за нијанса подобар, меѓутоа Турција, како што реков, има млади таленти, брзи играчи и верувам дека Турција ќе иде дале. Швајцарија, Иран, Швајцарија и Португалија, Гана, Португалија. Сега, најинтересното доаѓа сега. 16 финалет. Германија со Франција. Многу тесен надпревар, неизвесен, но французите ќе го бркаат првото место, така што Германија мислам дека и доволно до тука. Кореја со Холандија, како што реков, Холандија има многу јак состав за ова светско првенство, ќе биде многу неизвестно до крај. Холандија оди понатаму. Колумбија игра со Шпанија. Шпанија исто така, Јамал, ако издржи до крајот на светското првенство, сите ќе се фокусираат на Јамал да го чуваат, затоа што видовме колку е опасен играч на европското, така да Јамал и Нико Вилијамс напред нема откај Шпанија иде понатаму. Америка со Белгија. Тука мислам дека не знам, неизвестно многу. Белгија не би ги отпишал, исто и Америка, но мислам дека еден од нив кој да иде понатаму со Шпанија ќе испадне, така да ја би рекол сега Белгија. Бразил со Сенегал. Бразил реков оди до крај и реално за Бразил. Мексико, Англија. Мексико исто како Америка, за жал Кейн тука ќе ги реши Белингем, така што Англија оди понатаму. Сега само да имам дали се гледа све. Само да местим ова. Идеме горе. Франција, Холандија ги имаме тука. Франција, Холандија. Не знам, Холандија е многу добра. Не би било чудно ако ги победат французите, меѓутоа Франција не го освои светското против Аргентина и беа многу блиску. Сите ќе одат на карта на Ембапе, Олисе го имаат врвен состав. Мислам дека холандјаните ќе паднат тука. Франција оди дале. Шпанија, Белгија, иако Белгија догура до тука, реално шпанците се квалитет, само да не го изгуби Јамал и секако да дале. Бразил, Англија. Не знам, тука е многу неизвестно. Бразил може да се потроши до крај и мислам дека англичаните ќе бидат подобри. Иако сум фан на Бразил, реално Англија, тоест кога ќе видиш Тухел донесе нов ростер на играчи,
не зема неколку играчи. Не знам Анчелоти дали ќе смисли некоја тактика за да го победи Бразил, но што знам, Англија некако ми се побрзи играчи, побрзо Бразил се поише техничари. Мислам дека Англија иде понатаму. Искрено може и Бразил да оди на Англија. А тука неги Швајцарија со што ми се случи се? А не. Тука оди Португалија, Аргентина, дерби на Роналдо и Меси. Тука мислам дека ќе се сретнат Роналдо и Меси. И бидејќи Аргентина, како што реков, освои светското првенство, не знам дали ќе има сили да догура до крај. Португалија има подобра хемија, Португалија иде понатаму. Сега. Ни остана битката помеѓу Франција и Шпанија. Само момент. Се. Значи, новата на битката помеѓу Франција и Шпанија. Франција и Шпанија семифајнал, полуфинале, не знам. Искрено сакам шпанците да одат понатаму и мислам дека ќе одат. Мислам дека ќе одат, тука ќе паднат французите затоа што Шпанија игра подинамичен фудбал, посмирен фудбал, французите ќе напаѓаат. Очекувам Шпанија да се пласира во финале. Англија или Португалија? Леле. Роналдо за малце ќе пропушташе титулата со во Саудитска Арабија, сепак ќе освои. Дали ќе има среќа? Реално емотивно е Роналдо да оди во финале. Дали англичаните ќе им пуштат, не знам, меѓутоа мислам дека Португалија иде финале. Не знам, некако Англија мисли за финале, но бидејќи последно светско за финале, за Роналдо све ќе даде за да игра, мислам дека. И последното Шпанија, Португалија, дојдовме до самиот крај. Очекувам Португалија да го освои, но сепак шпанците за мене се прво место. Освојуваат шпанците и мислам дека Португалија оди со второ место. Реално би сакал многу да освои Португалија, сепак ќе кажам Шпанија, еве нека искочи на крај Португалија. Тоа се за мене предикциите за ова светско првенство, а вие доколку сакате да учествувате и да освоите наградна игра, одете на Discord серверот, влезете, прочитете ги правилата и со среќа на сите. Ставете лайк, subscribe, брат. Subscribe. И пратете го ова светско првенство, пишете го коментар кој е вашиот фаворит за ова светско првенство, што мислите, кој ќе освои. Дечки, фала што го изгледавте до крај видеото, а ние се гледаме у некој наредно видео. Поздрав.